Добар ден, ова се минути резервирани за ново во градот. Јас сум Јована Костадиновска, а денеска ќе ве одведам во Охрид, во Битола и во Струмица. Охриѓани интересни информации за нас подготвија. Денеска ќе зборуваме за спортот, ќе имаме можност да се запознаеме со вештината кендо, а исто така директно ќе дознаеме информации за најголемиот фестивал кој што се одржа вчера во Охрид, станува збор за фолклорна бајка. Исто така од градот на културата, од Битола, ќе дознаеме нешто повеќе не овој пат за театарот, туку за киното во Битола. Колку се посетува киното и што нуди киното во Битола. И директно од Струмица за најисплатливиот бизнис, како што велат струмичани, а тоа е за земјоделието. Но претходно би сакала да го задржам вашето внимание. Телевизија Нова ви нуди можност ексклузивно, директно во живо да се вклучиме во Русија, во Москва, во на раскошната парада на Црвениот плоштад, инаку Москва денеска го слави денот на победата над фашизмот. Ова е 71 годишнина откако руските воени сили ја чествуваат победата над нацистичката војска. На парадата се очекува да учествуваат повеќе од 16.000 војници, тенкови и авиони. Традиционално Црвениот плоштад е украсен со црвени знамиња и ленти од Свети Ѓорги, кој што е заштитникот на Русија. Се очекува да присуствува и председателот на Русија, Владимир Путин. Минатата година голем број на светски лидери го откажаа своето учество поради влошените политички односи со Западот, особено поради украинската криза. Инаку на 9 мај воени паради се одржуваат и во главните градови на поранешните советски републики. На телевизија Нова имате можност ексклузивно во живо да ја погледнете воената парада во Москва. Ќе ве оставам накратко да ја погледнете. победата над фашизмот на телевизија Нова ексклузивно и во текот на денот ќе имате можност да погледнете директно снимки од воената парада на Црвениот плоштад.
А сега од Москва се селиме кај нас, во нашата република. Идеме на плоштадот во Охрид. Таму не очекува мојот колега Ристе Нековски. Ристе, та најавив на самиот старт дека повеќе информации, интересни снимки имаш и за нас денеска, всушност од вчерашниот фестивал Фолклорна бајка. Сега ќе започнеме прво со спортот. Вчера и кај нас се одржа најголемиот спортски настан. Ајде и ти дозволувам да го отвориме ова денешно линковско вклучување со спорт. Повели, најави ги твоите соговорници да слушнеме повеќе што е тоа кендо, која е таа виштина кендо. Така, Јована, ќе зборуваме за кендото. Најпрво, добро утро за вас, добро утро за гледачите на телевизија Нова. Како што кажав, ќе зборуваме за кендото, една млада вештина во Македонија од пред неколку години, но повеќе за тоа ќе ни кажат моите денешни соговорници, Менсур Бојда и Ѓоко Томовски. Јас не би должил ништо, би оставил на нив повеќе време да ни објаснат тие што значи повеќе кендото. Јас да ви се заблагодарам најпрво на двајцата што прифативте да бидете дел од емисијата Ново во градот, но ќе започнеме со Бојда. Бојда, ајде можете нешто да ни кажете повеќе за кендото. Јас кажав, многумина знаат, слушнале за кендото како термин, но малкумина верувам дека знаат што всушност значи кендо. Кендо е јапонско традиционално мечување. Кендо значи кен, меч, до пат или патот на мечот. Тоа е вештина која што се изучува околу 10-11 години кај нас во Македонија, релативно младо, ако може да се каже така. Со оглед на времето кое што е кратко, сепак мислам дека има добар пораст, поготово што се однесува во последнава година, каде што имавме баш некои поозбилни активности. Одзивот е се подобар и подобар, се надеваме дека луѓето се повеќе ќе слушаат за кендо и ќе знаат што е тоа и ќе се надевам ќе почнат да го практицираат истото. Спомнавте, иако сме млада федерација на кендо тука во Македонија, но како што кажавте имаме и некои поголеми успеси последниве години конкретно, па јас тука би се надоврзал и со неодамно одржаното европско првенство во кендо. Европското првенство беше од голема важност за федерацијата наша, значи за кендо јајдо федерацијата, бидејќи со тој чекор и со таа одлично сработена задача која што ни ја зададе Европската федерација, докажавме и на себе си и на Европската федерација дека сме равноправен член на истата таа, дека со самото организирање и со одлично завршување на, како што реков, таа задача, публицитетот е многу поголем, луѓето сега знаат што е кендо, бидејќи беше покриено од сите медиуми и, како што реков пак, се надевам дека тоа ќе има голем одзив и дека све повеќе и повеќе луѓе ќе почнат да вежбаат. Други останати успеси некои вака, верувам дека се исто така во голем број за овие неколку години. Посетуваме, да речем традиционално со години наназад, посетуваме одреден дел на турнири по Балканот и се разбира и секој европско. Алесандрија, Италија, Белград куп во Белград, Будимпешта, Балкански куп кој што се одржава секоја година. Успеси има, меѓутоа сега не би можел да издвојам кој е најголем. Предпоставувам дека најголем успех сме направиле на Балканското првенство. Ова вештина е спомната од пред неколку години. Кој ја донесе тука во Македонија и како се случи тоа, можете ли да ни кажете? Оформувањето на федерацијата и воопшто, како би рекол, создавањето на кендото во Македонија или донесувањето тука е од страна на Сенсеј Златко Кесковски, кој што води Самурај доџо у Скопје, каде што има многу вештини, јапонски вештини боречки, како што се карате, џиу-џицу, јајдо и недостасуваше кендо, така да сега е таа слика потполна. Он е и председател на нашата федерација и е учител на тоа школа. Јас ви благодарам за вашето време. Тука со нас е и
Ѓоко Томовски од Охрид, кој ќе ни каже нешто повеќе за тоа како кендото е прифатено во Охрид, колку младите се заинтересирани да ја изучуваат оваа вештина. Па, во Охрид со кендо јас лично започнав 2009 година. По предлог на Македонската кендо идо федерација во 2011 година беше формиран кендо доџо Теншин. Од првин функциониравме како група на ентузијасти кои што беа едноставно влюбеници во таа јапонска боречка вештина. Со оглед на тоа што оваа година се одржа 27-то Европско првенство во кендо во Македонија. Секако дека и нашата обврска од група на ентузијасти е поголема во смисла на поголема промоција на кендо, запишување и на помлади, членови кои што ќе бидат база воеднина за создавање на подобри резултати, како во Македонија, така и надвор. Активни сме како клуб, редовно учествуваме на оние првенства кои што ги организира Македонската кендо и Ейдо федерација во Македонија. Во рамките на можностите учествуваме и надвор. Како клуб сме задоволни со нашите резултати. Бидејќи сме млад клуб, нашите најдобри резултати се во сејноска конкуренција, пласманите до четвртфиналето. Се надевам дека во на тоа ќе биде подобро. А во јуниорска конкуренција можеме да се пофалиме дека сме освојувачи на неколку медали на државните првенства во Македонија. Верувам дека и голем број млади веќе ја прифаќаат, претпоставам, оваа техника или уште не е толку промовирана за да... Па во моментов сме постари членови, али како што реков, со оглед на тоа што се десија многу важни работи во Македонија, се надевам дека тоа членство ќе се зголеми, како што реков ќе представа база за формирање на добри членови кои што ќе постигнат подобри резултати. Јас ви благодарам на двајцата за денешниот разговор. Ви посакувам многу успех и во иднина и можеби и некое светско првенство да организираме. Благодарам уште. Ете, слушнавме нешто повеќе за кендото. Јована, дали имаш можеби некое прашање за моите соговорници? Ристен имам, ама вас мажите ако ве оставиме ќе се изборуваме цело време за спорт, а ние одвој чекаме да дознаеме како помина големиот фестивал кај вас вчера фолклорна бајка. Сакам да видам што велат дечињата. Раскажи ни како помина, имаше ли многу луѓе? Ексклузивните снимки се всушност кај нас, додека зборуваме и гледачите ќе имаат можност да ги погледнат. Така, се случи тој фестивал фолклорна бајка, охриѓани многобројните гости во градот можеа да уживаат во познатите рефрени на македонските изворни песни. Мајка на Марика думаше, ја излези стара мајко, македонско девојче, Јовано, Јованке, беа само дел од песните кои што младите охриѓанчиња ги испеа синоќа во Центарот за култура во Охрид на овој фестивал фолклорна бајка, но не беше само македонската изворна песна, тука беше македонската традиционална игра, македонската традиционална храна, така да едно комплетно уживање за сите кои што синоќа ја посетија фолклорната бајка. Дечињата кои што ги испеа овие песни видно возбудени, велат со мала трема, но сепак чувството да се пее македонската изворна песна е прекрасно. Јас предлагам тука да ја погледнеме анкетата која ја подготвивме од учесниците на овој фестивал. Ја испеав песната "Праша ли тинке мајка ти", чувството беше прекрасно. Дали понатаму би продолжил да пееш, дали ти лежи ваква музика? Да, сакам да продолжам. Каков беше впечатокот? Имаше возбуден, беше трема, имаше или добро беше? Имав малку трема. Супер поминав, само што имав малку трема. Јас испеав песната "Македонско девојче" на фестивал се поминав многу убаво. Би сакала повторно да учествуваш на фолклорна бајка? Би сакала. Јас ја испеав песната "Јовано Јованке". Убаво е чувството, значи тоа беше прв фестивал во цела Македонија за фолклор.
Но јас убаво си поминав. Јас ја испеав песната Болен лежи млад Стојан и многу би сакала да учествувам повторно на овој детски фестивал. Добро, Ристе, значи ќе успееме да ја зачуваме традицијата на старите наши изворни македонски песни. Што велат маливе? Тие заинтересирани ми делуваат. Велат дека сакаат да ги пеат нашите стари изворни песни. Како беше таму? Имаше доста млади кои што пеа? Така, Јована, младите, ето како што можевме да видиме, сакаат да ја негуваат македонската изворна песна. Ето и слушнавме дека ова е единствениот фестивал во Македонија од ваков тип. Инаку салата во Центарот за култура синоќа беше исполнета, што од млади, што од родители, од гости во Охрид кои што се тука во моментов. Иако заинтересираноста беше голема за овој фестивал од страна на младите дечиња, сепак бидејќи ова беше прва година еден почетен чекор кон зачувување на македонската изворна песна, сепак организаторот се одлучи само 11 дечиња да учествува ново прво издание, да ги пеат некои од македонските изворни песни. Нивните планови се во наредните години фестивалот да расте и понатака, да бидат вклучени деца и од останатите градови, а во иднина и од останатите балкански земји кои што би пееле исто така македонски изворни песни. Организаторите се задоволни од првото издание, велат ова е еден импулс, ваквата успешност на овој фестивал им дава еден импулс за и понатака да продолжат со организирање на овој фестивал. Јас предлагам тука да ја погледнеме изјавата на уметничкиот директор на фестивалот Фолклорна бајка. Уште нешто да додадеме. Навистина огромно внимание привлече оваа година што фестивалот имаше хуманитарна цел. Која беше целта? Нема да ја прашам колкава е сумата, но дали се постигна целта? Дали се собраа доволно средства за она за што беше наменето, а ти ќе ни кажеш зашто? Така Јована, овој фестивал, овој прво издание на фестивалот Фолклорна бајка беше од хуманитарен карактер. Организаторите се одлучија да бидат едни од иницијаторите кои што ќе се вклучат во хуманитарната акција за помош на петчленото семејство на Благојче Ставревски од Лесковец, кои што живеат во едни субстандардни услови. Охриѓани многу пати ја докажале својата хуманост, така беше и синоќа. Салата на Центарот за култура беше исполнета. Влезницата која чинеше само 100 денари, како што кажав и претходно, можеби за некого не се многу 100 денари, но за семејството на Благојче Ставревски тоа како ќе значат многу за да се врати детската насмевка во нивниот дом. Охриѓани, значи, беа хумани синоќа, салата беше исполнета, така да овој фестивал, како што кажав, беше од хуманитарен карактер. До сега немам информации се уште за која е собраната сума, но верувам дека таа сума што е собрана ќе значи многу за семејството на Ставревски. Јована? Мора да признам дека сум задоволен. Задоволен сум затоа што навистина доближавме македонската народна музика до дечињата со голема радост, со голема желба настапија дечињата. Задоволен сум затоа што навистина се исполна и полна беше салата, значи луѓето дојдоа да испочитуваат оваа иницијатива наша. Задоволен сум од комплетниот производ. Ристе кажа дека навистина охриѓани се покажале како големи хуманитарци, во голем број дошле, иако и директорот нас и ни беше во петокот, ние го најавивме овој фестивал дека ќе биде во недела, ги поканивме сите да дојдат. Она пошто сте познати особено во овој период се туристите, а и ќе бидете и во наредниот. Имаше ли туристи? Имаше ли некои странски туристи кои што знаеа дека ќе биде фестивалот па дојдоа? Јована, имаше мал број на странски туристи кои што го посетија овој фестивал, бидејќи фестивалот беше промовиран на доволно регионалната одва телевизија, беше медиумски покровител, исто и на телевизијата Нова го промовиравме. Овој фестивал имаше и билборди низ градот кој што го промовира овој фестивал, така да верувам дека беше доволно испромовиран, па и странските туристи знаеа за овој фестивал, сакаа да ја слушнат онаа македонска изворна песна, која што верувам дека пренесена преку најмладите има едно посебно чувство.
Инаку, уште за ова јавување само да додадам дека не е само овој фестивал кој што се одржа викендов во Охрид, тука се одржа и најстариот градски детски фестивал во Охрид, можеби еден од најстарите во Македонија кој што имаат долга традиција на обстојување, тоа е фестивалот Распеано рибарче, на кој што исто така младите дечиња пееја песнички за мајката, за пролета, така да охриѓани можеа да уживаат во еден богат културен викенд со македонска песна, изворна и детска песна. Христе, ти благодарам, се надевам дека ете од најмладите почнуваме и се надевам дека ќе успееме да ја зачуваме традицијата на нашите стари изворни македонски песни. Вие почнувате, па се надевам дека и ќе успеете. Ви посакувам уште повеќе вакви фестивали да организирате. Ти благодарам многу, ја започнавме оваа работна недела со Охрид, како што и си е редот. Се гледаме во текот на работната недела со најновите информации, а сега патувам во Битола. Веќе ја гледам дека мојата колешка Ана Трајчевска е со мене. Ана, како си овутро? Леле, гледам сонце кај вас изгреало во Битола, значи убаво ви е времето. Ајде ќе зборуваме за нешто друго, Ана, нема да зборуваме за тоа колку се посетува театарот, туку ќе зборуваме за тоа колку се посетува киното. Значи, вие сте на вистина многу по културата и со право може да се каже дека сте градот на културата. Пред се Јована, добар ден до тебе, добар ден до сите гледачи на телевизија Нова во ова понеделничко издание на емисијата Ново во градот. Јас денеска се наоѓам пред Центарот за култура во Битола и како што многу пат имам кажано во оваа емисија, Битола е позната како град на културата, град која сака уметноста, филмот и театарот. Пред се Битола е позната по големиот број на културните случувања кои што се случуваат во текот на целата година. Ете, би сакала накратко да ги споменам дел од оние културни содржини, односно дел од онаа културна програма која што Битола ја нуди за своите жители, а пред се и за сите посетители кои што доаѓаат како од другите градови. Тука би сакала да ги споменам и оние странски туристи. Ете, например, вечерва завршува 18-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама. Изминативе 7 дена сите љубители на театарската уметност имаа можност да проследат 17 представи од повеќе актери, а учество зедоа дури 9 земји од светот. Исто така, во Битола повеќе од 70 години работи Народниот театар кој што нуди на вистина богата програма за своите посетители. Сите посетители на оваа театарска уметност вечерва ќе имаат можност да ја проследат представата Последната ноќ во режија на Андреј Цветановски, а истата представа ќе имаат можност да ја проследат и во среда. А потоа во четврток и во петок љубителите на театарската уметност ќе имаат можност да ја проследат представата Без паника, а за во сабота на репертоарот на Народниот театар во Битола е најавена представата Кралски игри. Како што кажавме денеска, нема да зборуваме само за театарот, ќе зборуваме и за киното, кое што веќе 2,5 години одлично функционира во Битола и слободно можам да кажам дека нуди различен репертоар за сите љубители од филмската уметност. Значи, тука има богата програма за децата, за тинејџерите, а се разбира и за возрастните. Накратко би сакала да ги споменам и останатите културни содржини кои што се случуваат во текот на целата година во Битола. Ете, за еден месец ќе започне 11-тото поред издание на најдолгото културно лето Битфест, кој што е исполнето со многу содржини, концерти, изложби, промоции на различни книги. Значи, во текот на денот, на еден ден во Битола се случуваат дури и по неколку културни случувања. Значи, има програма на вистина за секоја генерација. Тука, веќе кога сме кај културните случувања, она што би сакала посебно да го истакнаме и Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки, каде што секоја година на вистина учествуваат еминентни личности, како од нашата земја, така и од странство. Тука би го споменала и фестивалот на класична музика Интерфест. На вистина богата културна содржина во текот на целата година. Слободно можам да кажам дека ете, од тој аспект, од аспект на културата, во текот на целата година Битола има што да понуди.
Така, значи покриени сте со културни настани. Сега би сакала малце да зборуваме за нешто друго. Кажа дека киното работи успешно веќе 2,5 години. И покрај тоа што се наоѓаме во едно модерно време, време на дигитализација веќе и се прашуваме, добро, иде некој во кино, ги гледа филмовите кога може да ги симне дома на интернет, па и може и на интернет и да ги гледа, не мора ни да се замара да ги симне. Дали некој кај вас, дали кај вас се задржува традицијата дека мора да се посети киното за да се гледа добар филм? Како е кај вас? Така Јована, како што кажав, веќе 2,5 години 3D киното во Битола навистина успешно функционира и покрај нели модерната технологија, односно секој филм во секое време е достапен да си го симнеме на интернет, јас слободно можам да кажам дека ја има таа традиција кај битолчани да дојдат на кино, се разбира, да погледнат некој филм со своите блиски или со семејството. Ете, според податоците на Центарот за култура, во првите 4 месеци од 2016 година има зголемување во однос на посетеноста од оние први 4 месеци во 2015 година. Значи 3D киното во Битола навистина нуди разновидна програма, како што кажав, наменета за сите генерации. Тука се и оние светски наслови, дури некогаш се случува својата премиера на некој светски познат филм да ја имаме во Битола еден ден пред онаа светска премиера во светот и мислам дека тоа е и можеби причината сите овие светски наслови што толку брзо се носат во Битола, мислам дека тоа е една од најголемите причини заради големата посетеност на 3D киното во Битола. Но повеќе околу посетеноста на киното во Битола, јас предлагам да слушнеме во продолжение од првиот човек на Центарот за култура Борче Димитровски. Бројките на публика кои што се блиску до 50.000 годишно, некаде во декември месец го имавме 100.000 од гледач од отворањето, односно почнувањето со работа на 3D киното, говорат дека е оправдано неговото секојдневно функционирање. Според нашите анализи оваа година имаме зголемување на бројките на посетители, на вистина позитивни сигнали. Во првите 4 месеци од годината се надеваме дека тој тренд ќе продолжи. Ние сме неуморни, заедно со тимот и не се откажуваме од нудење на квалитетна програма, имаме одлична соработка со дистрибутерите и се трудиме од 365 дена во годината, барем 340 дена да има секој ден по еден филм на репертоарот на Центарот за култура и тоа е една приказна која што одлично функционира и одлично прифатена од сите генерации и 3D киното ќе си продолжи да се функционира. Се трудиме постојано да ги подобруваме перформансите во секој сегмент, да ја подобруваме услугата и понудата, така да битолчани и публиката од регионот, од Пелагонискиот регион, кој што е чест посетител, може да очекува навистина квалитетни филмски остварувања во следниот период. Ана, како што кажа, ако сакаме некоја светска премиера да ја видиме пред да се случи таа во светот на некој добар филм, да дојдеме до Битола. Така? Јас и ти секогаш сакам и да ги прашаме граѓаните, што мислат тие да излеземе на улица меѓу нив и ти го направи тоа и овој пат. Што велат тие? Кој филм последен го гледале? Дали идат во кино? Така Јована, битолчани се почесто одат во кино, значи трае таа традиција кај самите битолчани за посетување на сите културни содржини, но пред да ја погледнеме анкетата од нашите сограѓани, јас накратко би сакала да ги најавам оние филмски наслови кои што сите битолчани и сите ете кои што сакаат да погледнат добар филм имаат можност да ги погледнат во наредниот период. Значи првиот човек на Центарот за култура во Битола, Борче Димитровски,
Димитровски најави многу актуелни светски наслови од повеќе категории, со што ќе се задоволат на вистина сите вкусови на публиката. Во месец мај сите љубители на филмската уметност премиерно ќе може да го погледнат филмот X-Men, а исто така за оваа година се најавени премиерите на филмовите Капетан Америка, Граѓанска војна, потоа Војна над звездите, новиот филм за Бриджет Джонс, како и многу други светски, европски и домашни наслови. Кога сме веќе кај таа посетеност, јас слободно можам да кажам дека битолчани на вистина живеат за сите овие културни случувања кои што се случуваат во текот на целата година. Но еве, колку битолчани ги следат тие настани, како што кажа, јас многу сакам да излезам помеѓу граѓаните, да направам анкета со нив. Еве, во продолжение предлагам да погледнеме анкетата, односно колку битолчани ги следат сите културни настани кои што се случуваат во Битола. Битола е конзулски град и позната е од секогаш по културата и луѓето што ја негуваат таа култура. Редовно ги посетувам театарските представи, задоволна сум. На премиерите кога можам, а на другите збитнувања културни, исто така колку дозволуваат работните обврски и нормално слободното време. Битола како град, сепак знаете, мислам, ја почитува културата, уметноста, така да претежно не можам да кажем во име на битолчани, ама сметам повеќето. Еве и јас како една од нив посетуваме многу често, посебно театарски представи, некои културни манифестации и така. Во рамките на временските можности, не многу редовно, ама знам дека има многу понуда. Да. Задоволни сте од таа програма, културна програма што Битола ја нуди, и од аспект на кино, од аспект на театар, од аспект на култура? Секој поглед има за сечи вкус по нешто. Мислам дека Битола сепак е град на културата во Македонија. Иако сака да ни земат фестивалот Милтон Манаки, сепак мислам дека се избори Битола и граѓаните да фестивалот остане во Битола и мислам дека ќе остане и понатаму, бидејќи стварно Битола е тој единствениот град на културата во Македонија. Така, колку се случува во Битола. Дали тоа е културата, дали е Лиденски денови, дали е Милтон Манаки и други настани, сега со ова малото, мислам малиот театар што е направен и тој ќе биде стварно во помал број, сепак ќе биде, значи, пак исто се збива во Битола. Значи културата во Битола е на високо ниво. Така, колку вие лично ги посетувате сите овие културни случувања кои што се случуваат во Битола? Па да, сега колку што можев, одев и посетував и на Милтон Манаки, мислам и претходно кога беа и постарите и кината и кога и Леденски денови, и мислам сите настани што е во, мислам што се е ствар на културата, колку што можем и колку сум слободен, кога ќе имам време ги посетувам, мислам заедно со фамилијата. Како што каже и господинот на крајот, сите културни настани, се што се случува во Битола. Значи, повик до сите оние кои што сакаат да посетат некој културен настан, а и филмот кога е во прашање, да погледнат некоја светска премиера, да идат до Битола. А сега, Ана, ќе те прашам како сте вие битолчани во првиот работен ден за оваа недела? Што прават битолчани сега? Еве, понеделник сме, 9 часот и 30 минути, веројатно и повеќето се и на работните места. Ајде, лови ни ја сликата, гледам дека ви е сончево и убаво времето. Друго што се случува? Оние работни обврски започнуваме, односно после овој викенд каде што сите се одморивме, почнуваме уште една работна недела, бидејќи јас се наоѓам пред Центарот за култура во Битола, а пред мене го гледам Широксокак, веќе можам да забележам дел од битолчани кои што веќе се излезени на кафе, ете посебно тука се оние постарите луѓе кои што го пијат своето прво утринско кафе со пријателите. Убаво време во секој случај имаме денеска во Битола, се надевам дека вакво време ќе
ќе имаме и во наредните денови. Ете, конечно, после она облачно време кое што преобладуваше во изминатите дена, пред се убава атмосфера се чувствува и денеска во Битола и меѓу битолчани. Ана, ти благодарам многу. Јас ви посакувам убава и успешна работна недела. Пред се ние сигурно ќе се видиме уште неколку пати во оваа работна недела. А сега, почитувани, би сакала да ви го задржам вниманието. Ќе патуваме во Струмица и ќе дознаеме кој е најисплатливиот бизнис – земјоделието. Ова е мојот син. Кога тој е среќен, и јас сум среќна. Најсреќна мајка. Кога е време за холе, тоа е најсреќен момент во нашата куќа. Холе за децата значи здравје и вкус, а за мајките мир и спокој. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Даниел Бацев ни се јавува од Струмица на улица и би сакал во ова прво работно издание на Ново во градот да ни представи која е најуспешната гранка во Струмица и која е најуспешната инвестиција. А вели дека тоа е земјоделието. Успешни приказни ќе ни представи денес во овој понеделнички ден. Повели Даниел. Така, денеска е понеделник, убав сончев ден. Започнува работната недела, се отвараат нови видици, но се испишуваат и успешни бизнис приказни. Оваа тема е непресушна, имаме безброј примери на успешни приказни, а денес ќе зборуваме за успешни приказни на земјоделците од Струмичкиот регион. Младите од Струмичко се заинтересирани за отварање и развивање на бизнис во земјоделството. Расте интересот на младите за започнување на земјоделска дејност. Еден од нив е и 35-годишниот Илчо Митов, кој што потекнува од село Добрејци, кој одлучил да започне со одгледување на домати и веќе втора година поред успешно произведува домати и куртова капја во неговиот пластеник, кој го изградил преку поволностите кои ги нуди мерката 112 или попозната како млад земјоделец. Во нашиот разговор ни рече дека секој почеток е многу тежок. Тој ни призна, но со посветена работа и помош од државата, резултатите се очигледни. Иако има 30 години работејќи неуморно сите 365 дена во годината, се занимава и со земјоделие и може да се пофали, а другите да му позавидат. Но тој не се фали многу со тоа што го има. Скромно вели дека се што неговата фамилија заработува е само од работа, работа и работа. Јована да не должа многу, доколку е спремен прилогот од режија може да го погледнеме. Младите од село се повеќе заинтересирани за започнување земјоделска дејност. Меѓу нив е и 35-годишниот Илчо Митев од село Добрејци, кој по долг период невработеност решил да започне бизнис со одгледување домати. Вели дека долго време размислувал и барал мислење од другите земјоделци, а конечната одлука ја донел откако слушнал за мерката млад земјоделец. Веднаш откако одлучил се регистрирал во фарм регистарот и аплицирал за мерката и изготвил деловен план во кој навел дека неговиот бизнис ќе биде производство на домати и куртова капија во пластеник на површина од 2 декари. По неколку месеци барањето му било одобрено и Илчо започнал со изградбата. Значи јас бех невработен долго време, прво бех вработен оддамна, после 5-6 години бех невработен и кога чујах таа мерка за млад земјоделец, пошто имаме ниви, земјиште, одлучих се да аплицирам и прв пат аплицирах и одма ме одобрија. Значи, деловниот план за 3 години ми е наведено дека ќе произведуваме
рано градинарство домата, а по-късно пиперки, куртова капия, малко по-касничко. И имаме ги условите за подтавани 2-3 може да направим, за да взема малко повеќе пари. Вкупната инвестиција на Илче за конструкцијата на пластеникот го чинела 700.000 денари, а преку мерката си повратил 500.000 денари. Тој е задоволен од пласманото и заработката од неговото производство, но вели дека без оваа помош немало да го постигне сегашниот резултат и ги поттикнува и останатите земјоделци да го следат неговиот пример. Секој може да аплицира и ако изработат добар деловен план, ако го прифатат, секоја помош е добродојдена. Значи за секој земјоделец, не само земјоделец, секој работник, секој што е вработен, колку и да добие помош, значи му е добродојдена помош. Во моментов Илчо ги извршува неопходните активности при производството на домотот, а веднаш по бербата ќе почне со сеидбата на пиперот. Во иднина планира да ги прошири своите површини и да изгради уште пластеници во кои ќе одгледува и други култури. Даниел, овие успешни приказни треба да значат само поттик за сите млади кои што ќе слушнат за ваква приказна. Мене ме интересира кога сме кај младите. Еве ние имавме и емисија намената токму за тоа, за сите можности кои што ги нуди сега владата, сите оние кои што би сакале да започнат да се занимаваат со земјоделство, колку од струмичаните остануваат и ги наследуваат овие бизниси на родителите кои што напорно стварале и работеле години наназад. Така, значи во моментов се повеќе и повеќе младите го продолжуваат семејниот бизнис и го надградуваат со мерките и проектите на владата. Порано многу повеќе за разлика од сега младите ја напуштаат државата за жал и заминуваа на печелба во европските држави. Печалеа и праќаа пари на домашните да купуваат механизација за обработка на земјоделското земјиште, за системи на наводнување, за купување на земјоделско обработливо земјиште. Но сега веќе нема потреба од тоа, бидејќи владата застана за земјоделците и има возможни ресурси за континуиран раст и развој во земјоделието. И што е најважно, младите луѓе веќе не мора да го напуштаат родното огниште, родното место, затоа што услови имаме како никогаш досега. Земјоделието нуди високи приходи, само треба да се има желба за работа и успехот е загарантиран. Како беше претходно, чинам дека струмичени беа од оние кои што во голем број одеа на печалба. Како беше претходно? Така, во овој регион имаше многу иселено порано, имаше и во соседните држави, но најмногу во западноевропските. Сега е поинаку. Како што реков, со мерките на владата кои што ги нуди, преку другите, ова што е со механизација. Студио? Мерките кои што ги нуди владата за земјоделие, пред се за да може да се решат младите да сакаат да инвестираат во земјоделието, сепак тоа сакаш да го кажеш дека сега се одлучуваат повеќе да останат тука. Ти ни носиш уште една успешна приказна оттаму, станува збор за производител на органско потекло, така? Така. Обуки за органско производство наменети за агрономи или лица со претходно искуство во земјоделството организираше минатата година швајцарската агенција за развој и соработка со подршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Токму преку тие едукации и мерки и примена на тие истите мерки, Бранко Атанасов од Предизвик направи успешен бизнис со органско производство. Јагоди, малини, цреши, како јаткасто овошје се само дел од културите кои Бранко Атанасов долги години наназад ги одгледува на својата фарма во непосредна близина на селото Пипереево. Бранко вели дека засега нема проблеми при пласманот на производството, а е задоволен и од заработувачката. Со овој предизвик, како што го нарекува, тој започнал да се занимава во далечната 2006 година, а во иднина планира уште повеќе да ги зголеми површините. Јована, доколку е подготвен, прилогот може да им го прекажеме и на гледачите. Јагоди, малини, праски, цреши, сливи, како јаткасто овошје се само дел од културите кои Бранко Атанасов долги години наназад ги одгледува на својата фарма во непосредна близина на Пиперево. Она што е важно е што сите овие овошје и јатки ги произведува органски, а поседува и сертификат дека се од органско потекло. Бранко вели дека за него производството на органска храна било голем предизвик за кој се одлучил во 2006 година по формирањето на Сдруженијето Органологистик, за
за да неколку години подоцна неговите површини со органска храна надминат над 4 декари. За нивно производство тој користи исклучиво достапни препарати на природна база, а голем дел од нив и самиот си ги подготвува. Значи, во органското производство веќе постојат достапни препарати на природна база кои што се соодветни за органското производство. Сите тие препарати кои што можат да се најдат во трговската мрежа се веќе исто така сертифицирани од соодветни куќи кои даваат сертификат на самите препарати дека може да се употребуваат во органското производство. Покрај тоа, значи, фармерите користат и органски материи од домашно припрема како шталското ѓубре, компостирањето на зелената биомаса. Исто така се користи веќе и биохумус, значи ѓубрево од калифорниските црви. Во однос на заштитата веќе исто така има достапни препарати, но може фармерот да се направи и сам. Сите го знаат препаратот од копрева, од гавез, од камилица, од разни други растенија. Бранко вели дека производите кои тој ги нуди се исклучително еколошки, здрави и незагадени. Тој е задоволен од заработувачката и додава дека засега нема проблем со пласманот, имајќи во предвид дека органското производство во Македонија зафаќа многу мал процент, а од друга страна интересот кај граѓаните за конзумирање на органска храна е се поголем. Моментално тој своето производство го продава на продавници со здрава храна. Моите производи, особено јагодите и малините, ги пласирам во Скопје. Тоа е една задруга на потрошувачи на органска храна. Лани и оваа година продолжуваме со соработката и одлично ни оди. Во моментов немаме проблем со пазарите, затоа што и на ниво на Македонија продукцијата на органската храна се уште не е така голема за да се појави пример хиперпродукција и да не се најде пласман. Од друга страна, заради самиот интерес на потрошувачите и побарувачката, има веќе недостаток, значи, на органска храна, така да воопшто не е проблем да се пласират, а има повисока цена. Процесот на преминување од конвенционален кон органски тип на производство е долг и е потребно да бидат исполнети неколку услови, но според Бранко најважниот чекор е желбата на самиот производител. Вели дека последните неколку години значително се зголемил бројот на органски производители, а тоа освен на свеста на земјоделците, се должи и на мерките со кои владата го потпомага оваа производство, како и 50% повисоката цена на органските производи. Даниел, ти благодарам за овие успешни приказни кои што ни ги представи од Струмица. Се надевам дека и денеска бевме поттик за многу млади луѓе кои што не гледа, како се согласувам со тебе, како никогаш досега не сме имале вакви можности, само ни треба повеќе волја за работа. Ти благодарам многу. Во интерес на времето, би сакала да го задржам вниманието на гледачите. Ние на самиот почеток се вклучивме директно во Русија, ексклузивно. Имате можност да го погледнете тоа само на телевизија Нова. Повторно ќе се вклучиме на раскошната воена парада на Црвениот плоштад. Имено, доколку се вклучувате сега, Москва го слави денот на победата над фашизмот. Ова е 71 годишнината откако руските воени сили ја чествуваа победата над нацистичката војска. На парадата се очекува да учествуваат повеќе од 16.000 војници, тенкови и авиони. Традиционално Црвениот плоштад е украсен со црвени знамиња и лента од Свети Ѓорги, кој што е заштитник на Русија. Веќе имавме можности да видиме дека е пристигнат рускиот претседател Владимир Путин, тој се наоѓа на воената парада. Минатата година голем број на светските лидери го откажаа своето учество поради влошените политички односи со Западот, особено поради украинската криза. Инаку на 9 мај воените паради се одржуваат и во главните градови на поранешните советски републики. Ексклузивно, повторно ќе кажам, директно, само на телевизија Нова имате можност да го погледнете преносот во живо од воената парада на Црвениот плоштад во Москва. Погледнете.
благодарение на телевизија Нова имавме можност да се вклучиме директно во Русија, во Москва, на Црвениот плоштад, каде се одбележа и се уште се одбележува воената парада. Ексклузивно имавте можност во живо да погледнете што се случува на Црвениот плоштад во Москва. Ви благодарам на вниманието. Останете на оваа фреквенција. Веднаш помене следува информативниот пресек со колегата Иван Лазаров. Останете на телевизија Нова.